И со Мухиш за светот на дланка и утринава во информација точна и навремена или информација на телевизија Нова. Секој работен ден сме заедно со вас, почитувани наши, од 7 до 10 часот. И веќе ја начнавме првата тема за денеска. Знаете веќе дека секојдневно сакаме да обработуваме 3 теми. Вистинско време е да започнеме првата тема. Ќе зборуваме за среќниот живот, за како да го започнеме денот позитивно, со убави, позитивни мисли и како животот да ни биде многу поубав и поинтересен за еден поубав свет. Велам добро утро и добре дојде за гостинката врзана за оваа тема најмногу, некако најмногу ми одговараше за оваа тема, мотивацијски одговорник Снежана Билко. Добро утро и добре дојде. Добро утро, Ана. Најпрвен честитки за оваа емисија, за твојот удел во оваа емисија. Сигурна сум дека гледачите ќе имаат можност да ја почувствуваат твојата позитивна енергија, која што јас точно знам каква е, бидејќи бев често пати гостинка кај тебе во радио. Да, благодарам, Снежана. Како да си го започнеме денот? Велите со позитивна мисла и висока вибрација. Ако оние што некаде прочитале во однос на твоето верување и воопшто движење Вортекс, Така. да објасниме малку на луѓето што тоа значи. Висока вибрација, како тоа ние високо да вибрираме за да имаме позитивни мисли секој ден? Така, значи се што зборувам, јас нели работам со мотивацијско говорништво назад година и поскоро. Се што зборувам поврзано за законот за привлекување и Вортекс, кој што е составен и неизбежен дел од овој закон. Според овој закон, значи се верува дека луѓето какви им се мислите, таков им е животот, тоа чешаме, меѓутоа не навлегуваме толку длабоко во сето ова. Работата е во тоа што треба секојдневно да се гаат и развиваат позитивни мисли. Значи да бидете оптимисти, да го започнете денот со убава мисла. Затоа што верувајте дека само така можете да измените својата реалност и да бидете креатори на она што сакате да го живеете. За како да го започнеме денот не имаме многу зборувано во радио. Да. Најчесто советувам да се започне денот Со вода. Првично. Па да, со вода. Со кафе, чај. Така. Сето она што не го подигнува системот за функционирање. Најпрвин кога ќе се разбудите, често многу го говорам, бидејќи сме обседнати со оваа денешна технологија, нели? Која што буквално нашиот ум ни го прави да биде зависен од оваа технологија и тоа се повеќе и повеќе ќе биде така. Колку е убаво, толку и неубаво, нели? Меѓутоа да не се, секогаш советувам да не се веднаш кога ќе се отворат очите да се зема телефонот и да се, нели, умот да биде обседнат со 100.000 информации, уште неразбудени, туку да се остане малку во тишина, да се направат благодарности умствено, ментално, или уште поубаво да се запишуваат благодарности. Значи да се почне со денот со едно убаво чувство, со благодарност кон се што имаме, се што не обкружува. Понатаму една медитација секогаш препорачувам 10-15 минути, значи да се остави малку простор да се поседи во тишина. Ерте да го испиеме нашето прво утринско кафе. Откако ќе се разбудиме да бидеме во тишина. И како ќе се расониме, Снежана? Така ќе се расониме со тоа што ќе си направиме концепт во нашиот мозок. Што треба да правам денеска? Што треба да правиме денеска, малку да ги смириме собствените мисли, да не веднаш го трупаме нашиот ум со 100.000 информации, бидејќи навистина тоа штети и ни ја спушта вибрацијата. Ете така, значи да се започне денот убаво, да се посвети време на себе си и своето духовно јас, кое што е внатре во нас и кое што на кое што очајно му треба разговор со нас. Да, јас би сакала да ги повикам и почитуваните наши на утринската отворена програма на телевизија Нова на 2402-002 или на 2402-005. Слободно може да се јавувате постојано во отворената програма на телевизија Нова од 7 до 10 часот и врзано за темите секако, за трите теми што ги подготвивме само за вас денеска, да се јавите и да го кажете своето мислење. Ги имате телефоните на нашиот екран и прашувам колку тоа вие сте среќни и колку позитивните мисли ви помагаат да имате посреќен и поисполнет живот. Снежана, нели е полесно да кажеш среќен сум, отколку да кажеш ма несреќен сум, ништо не ми оди и секаш
И ништо не правам во врска со тоа. Да, јас затоа постојам, затоа и постојат други мотивацијски говорници кај нас во оваа прекрасна држава. Дури кога беа оние контрасти во нашата земја, јас секогаш одев со позитивна мисла и бев оптимист. Дури во една телевизија ме праша која е твојата препорака за младите да не заминуваат надвор. Значи, јас сум ви жив доказ и жив сведок дека навистина може да искреирате реалност онаква каква што сакате, независно во која и да држава живеете. Треба да се оди со мислата дека во сите држави во светот има контрасти, проблеми, меѓутоа треба да сватат луѓето дека буквално се започнува од самите. Среќата е избор, среќата е одлука, среќата не зависи од никој друг, туку зависи од нашата интерна внатрешна состојба, како ние се чувствуваме. Така што треба луѓето да сватат дека навистина треба да престанат со критизирање, со зборување негативности, како се не е убаво, туку малку да се сменат. Бидејќи како зборуваме дека е се негативно, се е неубаво, знаеме често на социјалните мрежи читам се и се што и буквално си создаваме цело време иста реалност и ништо не можеме да измениме. Тоа е тоа. Значи, треба да се смени пристапот, да се смени вибрацијата и да почнете да се работи на својот личен и собствен раст и развој. Според ова што го слушам, лекот е во нас. Односно, среќата лежи единствено во нас. Само и само во нас и тоа некогаш... И тоа е толку лесно да се каже, но затоа потоа, добро? Да, некогаш ни треба некој да не поттурне, дали мотивацијски говорник, дали некое мотивацијско видео, дали, ете, јас имам прв мотивацијски, знаете, веб портал, значи било која содржина која што ќе ви направи клик во мозокот. Така што треба кај луѓето да се делува малку, да гледаат поинаку на нештата. Вортекс, што значи? Вортекс е термин на англиски. Многу не знаат што е вортекс, а многу често некако го слушаме во последно време. Така, значи, се што работам околу законот на привлекување или law of attraction, или на англиски, кој што е универзален закон, кој што постои, кој што мислам, делува, тоа е природен закон, исто како што е законот на вибрација, ово е подзакон на законот на вибрација. Така што сите кои што работат или кои што го истражуваат овој закон се сретнале со зборот вортекс. Зборот вортекс е вртлок на една позитивна енергија во една друга реалност, каде што сите наши желби и сите наши соништа се наоѓаат. Со самото наше подкревање на вибрацијата, со самата работа на себе, ние треба да стигнеме до тој вортекс и да го привлечеме сето она што го сакаме да го живееме во овој физички свет. Бидејќи знаеме дека се околу нас е енергија, често говорам, ние сме вибрацијски битија, ние вибрираме. Кога луѓето тоа ќе го сватат, дека тие можат со својата енергија и со својата вибрација во превод, чувство, да привлечат одредени работи во својот живот, апсолутно ќе си го променат животот. Можат да истражат, не сум само јас ова што го говорам, ова е докажано, истражувано, зборувано, така што ништо нема да изгубат. Да, некако логично му доаѓа затоа што нели човековото тело е 70% вода. Така. А има многу истражувања врзано за ова. Кога на водата ќе се обратите убаво, со позитивна мисла, таа е бистра, чиста, убава за пиење, а кога ќе бидете намрштани, кога ќе зборувате лошо, ќе бидете нерасположени, таа веќе станува потемнува и има сосема друга енергија. Вака и со човекот, да, така научно веројатно. Е докажано дека се околу нас е енергија, знаеме дека и светената вода има сосема друга енергија од она од чешма, така што кога ќе се оди со една мисла дека буквално е се енергија, ние имаме околу нас аура. Јас скоро бев да си ја видам својата прв пат аура и навистина овде кога доаѓаат во Нови Сад Ауранет, во Арс Луцида центарот со кој што соработувам и навистина беше совршено да погледнете каква боја вашата аура, како таа се менува на вашите чувства. Тоа е нешто, кога луѓето ќе сватат дека ние сме енергија и дека ние со нашата собствена енергија вибрираме, тогаш навистина ќе си го изменат овој живот, бидејќи ние сме пред се душа, нели? Ние сме душа во едно материјално привремено тело кое што не е само привремено. Да. И сега ова многу убаво звучи вака.
и само позитивни мисли, високи вибрации и се ќе биде во ред. Така е. А тука е извршител на врата, неплатени сметки, невратен кредит, камати веќе трета почнува да затајува и ти велат ајде, хипотекарниот кредит, ако не го вратиш, доаѓа извршител и те бркам од стан. Па знаете Што правим? како, нема... Која позитивна мисла? Сум била ќе не во такви спаси? состојби, јас не влегов случајно во оваа професија, јас сум била во многу тешки, деликатни состојби. Веројатно, ваквата состојба те навела да позитивно размислуваш. Апсолутно. Да. Пред Значи, колку време тоа да се Тоа разберем? пред 2 и нешто години. Значи, јас Добро. достигнав едно дно, едно длабоко така душевно дно, каде што си изгубив себе си, станав личност која што апсолутно не содействува со на моето суштинско јас, Не се со мојата препознава. есенција на мојата душа, така што сватив и увидов дека апсолутно грижата е нешто апсолутно непотребно, кое што ни го јаде спокојот, ни ја нагризува душата, имаме само негативности од болести и така натаму, да не споменувам. Не би сакала, меѓутоа јас бев во една фаза, еден степен каде што имав 2 избора. Првиот беше да влезам во некој свет кој што не постои, да станам битие кое што апсолутно само ќе вегетира, или да си го најдам, или да си ја најдам својата мисија и мојата цел на моето битисување, или да сватам и да се решам на промена. Ето тоа второто ме донесе овде каде што сум денес, доколку се одлучев за оној првиот избор, да легнам во кревет и не знам, да бидам во очај тага и не знам што, ништо немаше да направам. Така што мора да сватат луѓето дека е се до нив. Не можат да сменат да не им тропаат извршители, тоа не може да го сменат ако во моментот не се во состојба. Меѓутоа јас кажувам техники и методи на моите семинари, работилници со кои што апсолутно можат да си ја подигнат својата вибрација и да си го сменат, да си ја сменат реалноста. Бидејќи ако се во тага, очи и солзи, не знам што би смениле. Што би смениле на подобро? Ништо. А во моментот немаат решение. На извршителот ќе му кажеме, јас сум во вортекс, се гледаме Апсолутно. утре. Само така. Значи со афирмации, со зборување, со поставување такви мисли. Значи какви ви се мислите, таков ви е животот. Јас лично на себе го имам испробано безброј пати, јас сум некој кој што сите техники и методи ги правеше, јас апсолутно имам безброј примери. Доколку се чувствувате неубаво и доколку, како да ви кажам, сте во една депресивна состојба, привлекувате неубави случаи, ќе ви се јави некој, ќе ви дојде извршител и така натаму. Доколку се потрудите, која што е борба, а не е лесна, знам, меѓутоа може да ја достигнете и да ги измените мислите, не може да ги измените веднаш, меѓутоа може да ги стопирате, па додите фокусот да го ставите на некои посветли, убави мисли. Така што се е до вас. Се е до нас. Одиме во банка, службеничката тотално нерасположена денеска. Шефот ја искарал. Добро. Не донела некои одлуки што тој ги очекувал дента. Што правиме? Кои позитивни мисли ќе ни помогнат да isтрпиме ден? И ова е само еден пример, нели? Во продавница, не знам, исто маркетот затворил порано. Бананите што сум сакала да ги земам, ги нема денеска, а јас треба да брзам затоа што роденденот ми зависи и од тие банани, ако не ги наедам, мојот син ќе биде несреќен. Верувајте, ако одите со вакви мисли како што ти ми ги кажуваш, ова често го зборуваме во радио. Добро, сега карикирам, но и ако тоа е вистинскиот живот. Тоа е реалноста, ќе речат, меѓутоа ако одите со такви мисли, прво и основно службеничката во банка не мора да биде позитивна. Луѓето околу вас не мора да бидат позитивни. Доколку одлучите да и се налутите на таа личност и да ви го уништи целиот ваш ден и да ви ја спушти вибрацијата на едно страшно ниско ниво, тогаш во ред. Меѓутоа, доколку одите со една мисла дека и таа е мајка, дека и таа е сопруга на некој, дека и таа е добра душа. Јас говорам дека сите се добри души. Само што некои се свесни, некои не свесни. Знаете како, не можете да се налутите на некој ако не е во моментот расположен. И не можете да дозволите на никој да ви ја спушти вашата собствена вибрација. Не очекувајте од животот дека ќе биде
не знам, светол и се ќе ви биде, нели, мене не ми е таков, да не звучам дека, нели, пошто бидејќи секогаш велат вие што сте позитивци и оптимисти, не знам, сте во филм. Не е точно. И не имаме негативности и контрасти секојдневно, меѓутоа разликата од нас до тие другите е тоа што ние се обидуваме да ги измениме нашите мисли и на контрастите да гледаме од една поинаква страна. Значи, од секој контраст да извадиме нешто убаво. Секој контраст се случува поради некоја одредена причина. Секој контраст е наше некое будење. Значи, доказите од после ќе ги видите, не можете веднаш да ги видите. Меѓутоа да го отворите вашиот ум. Големиот Вейн Дајер, кој што беше, за жал не напушти, врвен мотивацијски светски говорник, често кажува на своите говори дека дури и најголемиот песимист нема доволно причини за да биде песимист. Тоа е првата реченица, а втората е дека треба да ви биде оставен отворен умот. Значи, отворете го умот за сите можности. Доколку го затворите умот за сите можности, вие го затворате оној гениалец кој лежи во вас и чека да исплови и не можете да направите ништо. Значи, треба да имате отворен ум за се, а да не бидете приврзани кон ништо. А тука колку треба да бидеме критични кон самите себе си? Ете, прифаќам, да, така. Се ова што ми го кажувате, но сепак да се приземиме малку и да кажеме, па добро, ова го направив за тоа, сега ми следува тоа. Но јас размислував позитивно, но ми се случи негативно. Каде тука грешам? Значи, критиката кон себе си малку. Се тоа што го говорам со висока вибрација. Апсолутно. Се тоа што го говорам не се достигнува од еден наш разговор на телевизија. Ова е работа на себе, ова е голем труд, ова е секојдневно вложување во себе си. Јас не дојдов до овој заклучок и не станав мотивацијски говорник преку ноќ. Само дека гледав едно видео на Вейн Дајер. Јас работев на себе. Тоа е тој личен развој. Значи, работа на својот личен и собствен развој. Секојдневно правење афирмации, секојдневни медитации. Дури кога вас не ви се медитира, дури кога и вас не ви се кажуваат тие реченици кои што сега скоро имав една ученичка со која што работев, као досадно ова. Значи, и тогаш ќе се борите затоа што знаете дека правите нешто за себе, инвестирате во себе. Така што ова се прави со долга работа на себе. Да си има проблем, вели, за секој решение и спрема се да се однесувате на негативен начин, од секој мал проблем да правите проблем, ќе се направите уште поголем проблем. Апсолутно. Дури постои, имам слушнато една фина, така интересна реченица која што секогаш ми е во мојот ум, а тоа е дека, нели, грижите се непотребни и дека грижата е нешто најглупаво. Ето, со најпрости зборови, дека тоа е нешто најголема глупост и дека замислите како на некој му давате 100 евра и едноставно тој нека ги земе вашите грижи и нека се грижи за вас. Сте му платиле. Се е до вашиот за своите грижи. Апсолутно. Значи, луѓето треба да престанат да гаат вакви мисли. Верувајте, не можете да, како да ви кажам, да испливате, да се воздигнете, доколку одите со истите мисли. Цело време истото. Немам работа, немам партнер, немам пари. Како очекувате да имате пари ако му викате на универзумот немам пари? Треба да сватите дека тој само ви потврдува. Тој ви вика, да, немаш пари. Немам работа, да, немаш работа. Значи, тоа е законот на привлекување. Треба се чувствувате поинаку, да ја кренете вашата вибрација. Луѓето многу грешат. Многу се неосвестени, многу се неразбудени, меѓутоа со ова работа моја и со другите мотивацијски говорници кои што се прекрасни мои колеги од Македонија, чувствуваме промена и чувствуваме дека луѓето навистина почнуваат да се будат едноставно. Според ова, Снежана, доколку после ќе имаме уште една тема за Вселената. Кога сме ке Вселената, Вселената не прима не, туку прима само сакам. Ако кажеш не сакам, тоа ќе ти го даде. Значи, ако велиш не сакам, Вселената не го регистрира тоа не, и тоа што не го сакаш, ти го носи. Затоа си велиш себе си
Сакам да ми се случи Знаете тоа. како? Сакам да имам убав ден, сакам да имам убава работа, сакам да имам убав живот. Така, во вашиот вортекс имате се она што го сакате. За секој ваш контраст вие сте испратиле што сакате. Доколку сте имале лош партнер, вие сте испратиле, во вашиот вортекс се наоѓа вашиот идеален партнер. Како да го привлечете? Со секојдневна работа на себе, со правејќи си визуализации, каков е тој, до детални ситници. Како ќе изгледа мојот идеален љубовник, така некако? Да, така, значи, апсолутно само така можете да го привлечете. И кога ќе сватите дека вие сте енергија, вие сте вибрацијско битие, и дека која вашата вибрација ќе стигне овде, и тогаш ќе дојде до тие нешта. А вие ако сте цело време долу со вашата вибрација, тие работи негде чекаат на вас, ништо нема, никогаш да стигнете. Често слушам некое видео, скоро гледав, немам пари, немам пари, немам пари. Како сакате да имате пари, кога да, универзумот ви вика да, немаш пари, да, немаш пари. Да, ги повикувам уште еднаш гледачите на телевизија Нова, верувам интересни ви се овие теми што ги подготвуваме единствено само и за вас. Може да се јавувате на телефонските броеви 2402-002 и 2402-005. Ја продолжуваме темата прва за денеска, за информација точна и навремена. Од 7 до 10 секој работен ден сме тука на телевизија Нова, фреквенцијата што треба секојдневно да ви биде на дофат. Живот со позитивни мисли е сега вака. Позитивно размислувам, критички сум настроен кон себе си, но... Не треба да сте критички настроени. Не треба? Не. Не? Не. Добро, ајде, како тоа? Значи, јас често зборувам на моите семинари, работилници, видеа на YouTube, мојот YouTube канал, кој што некако малку така го запоставив, нема многу време да му собратам, и тоа ветив дека ќе сум почеста во моите YouTube видеа. Често говорам за љубовта кон себе. Често говорам дека луѓето треба да сватат дека треба да се љубиме себе си. Често говорам дека познато е, нели, ние сме православни христијани, лично јас, сакај ги другите како себе си. И тоа ни оди така, површно. Ние на се гледаме површно. Ние нашиот ум не го користиме, не знам колку посто, а можеме да направиме чуда со нашиот ум. И одиме со таа мисла, да, сакај ги другите како себе си, меѓутоа треба сватиме дали ние се сакаме себе си и колку се сакаме себе си. Од тука сакам да напоменам дека е многу важна љубовта кон себе си, дека без љубов кон себе си апсолутно не можете ништо да направите. Како очекувате да љубите некој друг ако не се љубите себе си? Ако сте имале лош партнер, со самото тоа ќе сватите дека вие сте биле оние кои што дозволиле да имаат таков партнер. Значи не сте се љубеле себе си. Секоја личност која што сте ја привлекле во одреден дел од вашиот живот покажува на каква вибрација сте биле вие тогаш. Така што не треба да се критизираат луѓето. Многу често говорам дека на луѓето им е многу полесно да ги кажат своите мани, наместо да ги кажат своите доблести. Да. Така што за работа на себе, за подкревање на самодовербата, за љубовта кон себе, често давам техники и методи, а тоа е запишување афирмации. Често кажувам дека никој од нас овдека не е случајно. Ние затоа и постоиме да секој си ја свати својата мисија и својата цел на своето битисување. Секој од нас има некој порив, како што ти, Ана драга, имаш порив да си на телевизија, да си во радио и да зрачиш со толку позитивна енергија и да им ја пренесуваш на твоите гледачи и слушатели. Така секој во нас има некој порив. Треба да го најдеме тоа што сакаме да го правиме, бидејќи никој од нас овдека не е случајно. Не треба да се критизираме апсолутно, да се прифатиме себе си за сите наши постапки и дела и да сватиме дека се што сме правеле во тој момент од нашиот живот, сме го правеле затоа што сме сметале дека тогаш најдобро тоа за нас. А како... Луѓето, само што ова, извини, луѓето се осудуваат себе си, се јадат внатре во душата, како ова, зошто со овој бев, зошто оваа работа ја прифатив, како можев да издржам, и тоа ги уништува. Им ја јаде душата однатре. Затоа викам да се прифатат нашите сите постапки и дела.
Што да правиме ние, луѓето во медиумите, кога имаме толку многу стрес и толку многу информации? И потребни и непотребни. Тоа е тоа. Секојдневието ни е такво, што ете сме изложени на безброј стресни ситуации, да не ви го кажувам само утринскиот дел, пред да влеземе во студио. Да, пред да почнеме во студио, се е тоа многу, нели, да, организацијски се тип-топ, но треба сето тоа да се одработи. Нишката медиумска, нели, тука режија, тука се камермани, тука е организатор, продуцент, не знам, сето она што треба да се направи технички, да биде се како што треба на телевизија. Како тоа ние, еве, за себе лично прашувам. Како тоа ние да се како дел од вашата професија. Зошто да дозволите да имате стрес за било што? Затоа што веројатно професијата го налага самото тоа. Што правите? Што ќе добиете ако имате стрес? Дали ќе ви дојде гостинот или дали техниката во моментот ќе се расипе? Не се обидувајте да ги контролирате нештата кои што не може да се контролира. И што ако не дојде гостинот? Апсолутно одите со нов гостин. Менувате концепт, останувате позитивни. Ќе паднете и не дојде гостинот и сега Снежана се успа. Ова се бајле и не дојде. Добро. Тоа е тоа, во секоја работа има стресни ситуации, стресот е составен дел кој што затоа сме ние тука да говориме да луѓето го одбегаваат, отфрлаат од себе затоа што не гледам друго освен штета што би им донел стрес. Да, сакам да позборуваме малку за оние текстови што ги имате на Vortex во однос на себе спознавањето и како да бидеме подобра верзија од самите себе си. Ајде малку и за тоа. Па подобрата верзија или да бидеш најдобра верзија на себе си е токму она што пред малку го кажав, значи да сватите која е вашата мисија, која е вашата цел. Многу често луѓето се будат кога ќе го достигнат дното. Тоа е, како да ви кажам, едно непишано правило. Да. Може ли само да слушнеме, затоа што ќе немаме многу време? Имаме двајца веќе гледачи ми јавуваат. Да. Добро ви утро и повелете кој ни се јавува. Добро утро. Добро утро. Од Прилеп се јавуваме. Добро утро за Прилеп. Едно прашање за гостинката што ви. Да, повелете. Ме интересира што мисли за Џозеф Марфи, за мојта подпеска. Страшна книга. Неверојатна книга. Дали го бендисува книгата? Како? Дали ја бендисувате книгата? Прекрасна книга, господина, како ви беше името? Антони Зајковски од Прилеп. Антонија, драго ми е што се јавивте, ви благодарам. Ве поздравувам. А другите книги од Џозеф Марфи? И другите. Значи, Џозеф Марфи е некоја од моите први книги што ги имам прочитано. Прекрасен и топло го препорачувам на сите. Така што, се најдобро за Џозеф Марфи. Ми се допаѓа. Некој конкретно прашање имате, освен за книгата? И уште за друга книга да ве прашам. За Скот Пек, дали го читате? За? Скот Пек, дали имате прочитано Патот по кој поредко се оди? Не. Патот по кој поредко се оди? Не. Вие да ја прочитате. Пишете ми на Facebook, пуштете ми ја книгата во порака и ќе ја прочитам. Така, таа е многу добра книга, би ја препорачам да ја прочитате. Добро, ви благодарам. Слободно, пишете ми сите книги, сакам. Не можете све да прочитате, ама... Ви благодарам за јавувањето, поздрав уште еднаш до Прилеп и Прилипчани. Им благодарам. Да слушнеме, уште еден гледач имаме на линија. Добро ви утро, за кого? Ало, Ана, добро утро. Добро утро. Ние веќе вчера се слушнавме, нели? И ве повторно ве поздравувам и поздрав до вашата гостинка. Ви благодарам. Да, јас успеав нешто поголем дел да слушнам од нејзиното објаснување, ја поздравувам. И се третирам за една позитивна личност. Вака на кратко ќе речам, дете со посебни потреби, мајка оперирана со карциноми, со преплети и леуси и така натаму, самохрана, ја достигнала најголемата височина во животот, меѓутоа го допрела и дното. И сега што сакам да кажам како личност? Значи, моето убедување е станиот се бајле, погледни се во огледало, насмеј се, денот да ти мине добро. Браво, така треба. Да, автосугестијата е
според мене најбитното нешто е еден човек да биде преокупиран со позитивни мисли. Сега е прашањето до гостинката. Да. Бидејќи сме обштествени личности, живееме во една реалност во каква живееме, сите сме свесни. Јас мислам дека баш оваа реалност низ која поминуваме, она е таја која пробува да не оттргне од позитивните мисли. Фактички, како ние да се справиме со се она што е секојдневие од страна на политичарите во нашиот живот. Знаете, стресовите што ги доживуваме не се врзани со нашето семејство директно и индиректно се поврзани. Меѓутоа ќе се сложите дека живееме во една тешка неизвестност и јас сакам да добијам одговор како да ги игнорираме кога зависиме од нив, кога нашето секојдневие, нашата иднина зависи од нив. Многу ви благодарам, можда не е тешко, а можда и малку тешко за одговор прашањето, ама јас стварно очекувам да ми дадете одговор. Голем поздрав до вас. Голем поздрав и до вас, ви благодарам за јавувањето. Кусо, само да одговориме. Многу кусо. Ајде. Живееме во едно општество, господјата рече, да, значи ние не можеме да измениме реалноста во која што живееме, туку можеме само да ја прифатиме. Политиката. Запрашајте се, драга моја госпоѓо, и сите македонци, и сите оние кои што на Сабајле, кога ќе го отворам мојот телефон, фејсбукот е облиен со политика. Запрашајте се во било која друга држава дали знаат кој е министер за здравство. Значи, сами го правиме да е тоа така. Оставете ги политичарите, нека си ја вршат својата работа. Значи, апсолутно, народот овде во Македонија опседнат со политика. Ми фали да некој пушти песна, ми фали некој љубовен статус, ми фали на Фејсбук, тоа го имаше порано, го имаше, на самите почетоци 2008. Меѓутоа, зошто зависиме, од што зависиме ние? Тоа се едни убедувања кои што ги има господјата. Додите во Германија, истото можете да го зборувате. Па сега сум во Германија, зависам од премиерот или во Франција или било каде. Сами го правиме тоа. Окупирани и обседнати сме со политика. И многу е важно кој на кој портал пишува, кој кај работи. Оставете ги луѓето да си работат, тие што си учеле во политика. Мислам, многу е обседнат македонскиот народ со политика и мене тоа ми пречи. Колку можете, одбегнувајте. Апсолутно, нема што друго. А зошто? Зошто сме обседнати? Еве Фејсбукот да ви го отворам од Сабајле, се знам кој кај имал митинг. Да. Благодарам за утринското гостување во телевизија Нова. Да, во емисијата Информација точно и навремена. Верувам, начнавме и помогнавме на гледачите на телевизија Нова. Се надевам. Да си посветат повеќе време себе си, да се сакаат повеќе себе си и на таков начин да имаат поубав, посреќен и поисполнет живот. Продолжуваме ние со вториот блок на информации заедно со колешката Александра Велинова. Александра, повели.